Во политиката најчесто сме навикнати да зборуваме, да даваме одговори, ставови, да нудиме решение. Но некојаш вистинската одговорност е да слушаме, да се консултираме со оние кои што го имаат знаењето, експертизата, критичната перспектива, која што толку често недостасува во јавната дебата. Токму тоа сакам да го постигнам со овој подкаст. Да отвориме простор каде што политиката ќе се соочи со перспективата. Простор каде што нема да бидеме затворени во нашите ставови. Туку ќе се обидеме да учиме, да прашуваме, да дебатираме. Гости на оваа епизода на Информале е професорот Гордан Калајџиев, еден од најпознатите правни експерти. Човек кој што никогаш не се двоумел да каже што мисли, независно од политичкиот контекст. Со него денес сакам да разговараме за Кочани, за судството, за селективната правда, за корупцијата на белите крагни, за политичкиот прогон, за ветингот, за приватизацијата, за Уставниот суд. Оваа емисија има за цел да покаже дека политиката може и мора да учи, дека некојаш е најважно да слушаме. Професоре, благодарам што се одзовте на поканата. Може би во секојдневниот живот ова и не е нетипично. Политичарите обично се консултираат со експерти и со професори. Но може би не вака на јавна сцена. Така да ова е нетипичен формат на политичар со експерт, па во овој случај на доктор со правник. Меѓутоа, мислам дека е важно да овој пат ги поставам прашањето од перспективата како размислуваме ние политичарите, па и луѓето се разбира кои што ги представуваме. А има доста конфузија по однос на прашањата кои што се толку сензитивни и ги диктираат динамиките на јавниот дискурс кај нас. Сум ве гледал последно време и сте биле на подкасти по овие теми, кажувате директно. Јас ќе се обидам да бидам повоздржан во квалификациите, посебно кога зборуваме за судство, обвинителство, бидејќи да не се сфати дека еве како политичар правам дополнителен притисок. Вас ви е дозволено да кажете експертско мислење по однос на случувањата. Меѓутоа, Кочани не вознемири сите. Не само поради тежината на трагедијата, која што е втора или трета трагедија по обемот, односно по бројот на жртвите, ако ги земеме предвид и авионските несреќи од 93-та година. Меѓутоа, начинот на кој што понатаму ја третираше трагедијата, и политиката, и судството, некако создаде дополнителна вознемиреност. Обично сме навикнати, например, после вакви трагедии, носителите на јавни функции да излезат и да го сплотат народот, за да полесно тие што се жртви на таа трагедија го надминат, да ја надминат болката, да ја пребродат болката. Тука кај нас од прв ден имаше поларизација, покажување на прст за виновни, влечење за уши. Па и начинот на кој потоа судството го третираше, каузалноста, кумулативниот збир на мали чекори кои што довеле до тоа. Можеме ли да разјасниме некако од експертска перспектива зошто се навлезе во ова поле на третирање на трагедијата откако се случи од правен и од политички аспект? Например, благодарам за поканата. Мислам дека чувствувам некој обврска како универзитетски професор да излезам со некои објаснувања во врска со особено правни прашања кои се актуелни. Иако за жал медиумите и јавноста, особено политичките партии, едва чекаат да ве стават, кој не им одговара. Едва чекаат да ве стават во некој контекст дека сте нешто против и дека уствари ставовите што ги кажувате се со некаква политичка агенда. Тоа никогаш не ми било за цел. Ми е жал што стручната јавност не се јавува пошироко со мислења. Еве конкретно спомнавте едно
од круцијалните прашања што се отворија беше врзана со правната квалификација на делата за кои се осомничени голем број на да речам осомничени сега или функционери, вклучително бивши, од повисок ранг, од понизок ранг, но од повеќе временски периоди. И као особено сложено прашање би беше добро да се произнесат и експерти кои што тоа име, да речам, потесна област. Ние имаме професорот Камбовски се разбира, веројатно број еден правник и самиот кривичар, добар кривичар со богат опус. И јас очекував и од него да излезе. И други колеги се разбира, да не ги прозивам сега. Меѓутоа, јас конкретно сум повеќе експерт за кривичната постапка. А ова се прашања, дел од овие прашања се врзани за ние го викаме така наречено материјално казано право, врзано со кривичните дела и општите услови за одговорност од кривичниот законник. Но сум сепак и јас кривичар и се разбира имам повеќе познавање секако од општата јавност. Но да речем овие најповикани би остана неми би рекол, иако завлегувањето во процесот со несоодветни правни квалификации може да направи штета и по должината и по ефикасноста на постапката, а се разбира штета им се прави на тие што евентуално без потреба се вовлечени, особено ако тоа е, да речем, повеќе од неоправдано толку правно, колку може би политички. Така што мислам дека оваа тема ќе се влечка уште доста, како што веројатно ќе се влечкаат и процесите, особено што се вака во овој обем во кој што се зафати, бидејќи тоа ќе значи многу обвинети. Искуството наше покажува дека такви предмети како змијско око и други траја многу, вклучително и СЈО. Ја мислам главниот проблем или главната мана на СЈО беше што се преамбицира и зафати поголем број на предмети од она што беше првична амбиција или капацитет на обвинителството, а особено со оглед на временската рамка. Ти има јасно определена временска рамка кога да ги почнат истрагите, од прилика за кој период да завршат. И тука во услови на кои работи нашето судство и посебните околности на дадениве случаи, овие случаи од типот на не само што ги имаше СЈО, сега окочани, во принцип се не само правно и фактички сложени, туку се пред се сложени токму заради тој интерес и на јавност и на политиката. Бидејќи секогаш кога има голем интерес на јавност и на политиката, имате проблеми со фер судење, презумпција на невиност, бидејќи јавноста е огорчена, тие се углавном лаици од правото, не го познаваат системот е спор, оди полека, процедурите се комплексни токму заради заштитата на правата. Зашто тоа би влијаело, професор? Еве да земам јас една корелација со мојата професија. Тоа е како да јас оперирам некоја јавна личност и да има голем интерес, и заради големиот интерес јас да ја сменам техниката со која што ќе го оперирам. Аналогија, ако правиме некоја како би изгледало тоа, можете да замислите вие како би ви било вас да оперирате, ако заради јавноста оперирате на стадион, пошто јавноста е заинтересирана и прави притисок, и се диете на стадиони, един да викаат како она на гладиатори, надоле, други нагоре, спаси го, уби го. Да, но сигурно таквите јавни притисоци историски биле. Зар не е создаден некој бафер механизам за да се заштити професионалноста од јавниот притисок? Има чувствителни случаи. Особено ако се работи, секогаш кога жртвата е ранлива, секогаш кога има случаите со, да речам, каде што се комплексни од етнички карактер, вие знаете како се. Тука секогаш има доза дополнителна на доверба, секогаш се вметнува и тој елемент на... Да, но сигурно имало јавен притисок и за случајот во Букурешт.
и за тој во САД и за тој во Бразил, каде бројот на жртвите бил неколкукратно поголем, меѓутоа на крај биле осудени собствениците на дискотеката. Како тие суди се разбира дека не сум имал можност да ги следам тие случаи, како нивниот одзив бил во медиумите, верувам дека бил притисокот. Меѓутоа, кај нас е сепак поинаку, тој притисок доаѓа многу изречно и видливо и од страна на политиката. Медиумите исто кога известуваат во себе содржат исто политичка нота. Значи, се што се случува, одма има и политичка заднина. Значи, овдека во Кочани, во суштина, колку и да беше трагично се што се случи, гледано од аспект кривично правен, оно цело време случајот има првенствено политички карактер, владата дали ќе преживее таков тежок настан, и комплексноста дополнително што стана од обидот деломно да се спаси повеќе од што да речеме логично во смисла на селективно гонење, што со право им се замерува, бидејќи очигледно дека најодговорните началниците од Министерството за внатрешни работи, кои што имаат најдиректна одговорност за контрола на вакви настани и превенција и слично, потврдиле како со контролата конкретна, така и со тоа што и самиот ден на настанот имало таму доста директно учество на полицијата, се широ. Па и мајките на жртвите, нели, завчера во саботата има конкретни укажувања по однос на тоа што било, како било. Па тоа со мајките очигледно е продолжение на имаше обид. Ова власт за жал се обидува да се прикаже како демократска, меѓутоа цело време низ медиумите правеше притисок претходно дали да има протести, притисок како се води постапката, кој е одговорен. Цело време таа би рекол некоја главна нишка како тоа политички би можело да и наштети или евентуално да профитира владата, со оглед особено на тоа што се ближат локалните избори и од еден релативно комотен период што го имаше владата, особено по првите месеци, кај што нели само препишува на старите слабости, влезе во период каде што помина доволно време, дека треба да преземе конкретна одговорност, дека веќе не може да одговара за состојбите, дека се криви претходните власти. И овој период ги задеси, би рекол, малку и неспремни, со за нив неповолни развои, прво на политички меѓународен план неповолниот развој со одбивањето за била каква ревизија на договорот со Бугарија или преговарање одново. И второ, на домашен план со сите проблеми што ги покажа економијата, па сега и овие најновите врзани со политиките на Соединетите држави, покажа дека они се соочија со поголеми проблеми, одеднаш некако тој премин кон конкретна одговорност за што може да бидат прозвани, им дојде можеби малку неочекувано и мислам дека беа малку неспремни. Хронолошки како се случи? Значи, бидејќи беше недела и нели луѓето покасно стануваат, некако сите разбраа околу 8-9 сатот дека имало трагедија. Така, освен тие во Кочани, бидејќи таму се случи околу 4-5 утринава. Во 8:57, точно знам, на првите портали веќе се кажува виновникот. Поранешен министер на ДУИ поврзано со некоја лиценца. Значи, воопшто не се зборува за пожарот, за дискотеката, за клубот, за одредени други околности, меѓутоа, значи, трагедијата во 4 сабајле, во 8:57 го имате веќе првиот наслов, поранешен министер на ДУИ е крив за... И полека се гради наративот околу таа тема, за да потоа стане и нели официјален наратив и на владата и на обвинителството. Може би ова не е прашање за обвинителството и судството, повеќе за полицијата. Меѓутоа, фактот дека, например, министерот за економија, Бектеши, беше приведен со лисици
додека собственикот на дискотеката, кој што ги слушав мајките, го нарекуваат монструмот цело време, монструмот, беше однесен до обвинителство или до суд без лисици. Значи, прво таа разлика. И второто прашање ми е, како може да се изгради теза за кумулативен збир на настани кои што довеле до трагедијата, кога лиценцирањето е годишно, значи секоја година се обновува почнувајќи од нови услови. И ако не се десило нешто во таа лиценцирана година, не може да важи претходната. Потоа има цела година нема воопшто лиценца, односно има една фалсификувана лиценца, која што и таа истекува 3 дена пред самата трагедија. Што значи дека на денот на трагедијата немало ниту легална, ниту фалсификувана лиценца, за да некој биде донесен во заблуда зошто не бил затворен објектот. Тоа е второ. И трето, лиценцата било за кабаре, а не за нокен клуб или за дискотека, кои што согласно законот се поделени во однос на начин на седење. Например, кабаре било со седење и слушање лесна музика. Нокен клуб е на стоење и со погласна музика, играње и така надаму. Значи, и таа лиценца што била легална, било за кабаре. Значи, сите тие години никој не проверил дека начинот на кој се организираат тие прослави таму не одговараат на лиценцата. И од тога овие 3 прашања, ако можам да ги нафрлам, значи прво со лисици бектеши, без лисици собственикот, кумулативно, односно 292, како беше членот, кога годишно се прекинуваат, на денот на трагедијата немало, значи нема зинџир тука. Имало прекин на тој ланецот и ова прашањето кабаре визави дискотека. Има повеќе прашања што ги отворивте. Прво, убаво сте забележале дека не е нормално, а не е незаконито, да излегува било кој во таква рана фаза на информирање со информации за тоа кој е виновен и слично, бидејќи е тоа прерано за да се истражи било која форма, освен ако не е случај каде што имате, не знам, конкретно дека лицето А пукало во лицето Б или се степале или што знам. Во овој тип на настани се разбира е тоа прерано и вообичаено се дава само фактографија што се случило како и дека истрагата е во тек и првични сознанија обично има тек после 2-3 недели дури. Нема општо правило, не зависи и од случајот и од интересот на јавноста, меѓутоа она што го кажав и преска може да го потврдим и овде дека од првиот момент власта преку незините тие информативни пипци се обидува себе си на некој начин да се екскулпира или да намали собствената одговорност. Најлогично е секогаш кој има толку многу жртви да има морална одговорност. Како што било секогаш реално. Морам да признам дека беше изјавата на премиерот дека неговата морална одговорност ќе ја провериме на избори. Тоа е веќе политичка одговорност. Моралната е следува веднаш и зависно од самата тежина на настанот и не е директно врзана со директна поврзаност на премиерот или на било кого или на некој министер со настанот, туку едноставно затоа што се случило нешто во тој ресор. А секогаш имало. Ја знам, од падот на авионите имало оставка и, например, бродот. Не секогаш. Морам да признам, Пешев беше министер. Да. Он даде оставка тек на вториот авион. Не на првиот. После се сеќавам на кога потона бродот со бугарските туристи, Јанакиевски поднесе, меѓутоа премиерот не му ја прифати. Истото беше и со модуларната болница. Министерот за здравство поднесе и заменикот, и директорот на болницата, премиерот
не му ја прифати, но сепак имаше еден чекор на некој начин. Таа традиција некако се прекина. Мене повеќе ме интересира овој дел на правната одговорност, кој што сами кажавте дека е доста комплициран. Прво, врзано со информирањето, имаше еден период каде што доминираше Министерството за внатрешни работи и се појавуваше често и самиот министер, па и премиерот. Премиерот дури имаше чудни ситуации кај што мафташе со докази од постапката. Според законот за кривична постапка, пресконференции, тоа што ќе оди на пресконференција, ги диктира обвинителството. И тие дури во една подоснежна фаза, откако одлучија дека е за нив подобро да го надминат дуализмот, подпишаа меморандум за соработка и се појавија со заедничка пресконференција. Тоа беше неодамна. Изминатиот период претходно одеа со паралелни пресконференции кои секогаш не беа ни со исти информации и се разбира во делот обвинителството секогаш по дефиниција повеќе внимава на правната страна, на презумпцијата на невиност. Министерството и министрот, иако и самиот адвокат, овие работи му се релативно познати добро. Сепак очигледно имаше потреба да форсира таа политичка екскулпација, а особено премиерот, кој што тука се појави, за чудо не се појави председателката уопште директно закочена, барем не во тој период. И тоа беше во суштина едно продолжение на еден процес што почна порано, каде што премиерот исто така себе си се декларираше како носител на таа борба за антикорупција и што не е вообичаено, нити е па реално, бидејќи партиите секогаш били и секогаш се у принцип центарот што на овој или на оној начин ја продуцира повеќе корупцијата, бидејќи таа е во власта. Власта корумпира, не корумпира опозицијата. Опозицијата, нема можности. Секој што има пристап до јавните ресурси може да му лепи рачето. И тоа е тоа, можноста да се искористат тендери, да се злоупотребат непосредни тендери и слично договори. И да се вратиме на ова, да речам, првата целото тоа информирање одеше со веќе директни напади околу тоа кои се виновни. Моментот што го спомнавте со лисиците, а ја би рекол и притворите, се исто една типична мана врзана со овој притисокот што партијата го чувствува, а јавноста и партиите го вршат врз судството. Тоа е кога ќе се случи нешто сериозно, се сака да се покаже тука има држава и се оди многу на апсења, се оди многу на притвори. Од денешки имавме, 30 осумничени за сите предложен притвор. И јас тогаш реагирав дека тоа не е во согласност со стандардите за човекови права. Ние такви случаи, па и за Змиско око ги изгубивме веќе во Страсбур, и дека притворот не може да биде нити апсењето, нити лисиците, се секогаш крајна мерка. Значи, вие врзувате со лисици само човек што е опасен, како може да бега, Ханибал Лектор, кој што може да ви го извади мозокот без никој да примети, како да кажам, тоа се сигурно не некој економист или доктор или не знам. Или па знаејќи дека амбасадорот е во Осло, во служба, во 5 утринава, влегуваат специјалци дома кај него, за да ја исплашат и мајката, и роднините, бидејќи амбасадорот со целото семејство е во Осло 3 години. Како може државата да не знаела дека амбасадорот не е таму? И зошто би влегле? За да... Сега не можеме да нагањаме. Теоретски е можно да се врши претрес
и да не се бара лицето, ако се бараат некои документи, компјутери, што ја знам, значи врзано, не мора претисот да биде врзан само со барање на лицето, може да се бараат, па ниту само со домот или местото каде што тоа престојува, може и други, али ако се бараат оправдано работи кои што се доказ во постапка, но тие докази сигурно треба да одат преку обвинителството, а не преку премиерот. И премиерот не може во таа фаза ни да се објаснува кој направил и кога фалсификат и слично. Не му е тоа работа, значи на премиерот работа му е да обезбеди да има, не знам, струја, да прка други работи, цени и друго, она што е по устав задача на владата. Реков, веќе во претходниот период, они има една таква нишка, како да осетија дека за разлика од други полиња, кај што, например, меѓународната политика и економијата се полиња каде што вие на народот не можете лесно да му испорачате видливи резултати. И ова соопсењава е, значи исто не можете лесно да дојдете до завршување со правосилна пресуда, тоа ќе се случи за неколку години, но овие работи каде што се покажува моќта на државата, апсењата, претресите, притворите, тука манифестирате моќ и наводно одлучност како држава. За жал, на овој притисок подклекнува и судството, со тоа што одобри добар дел од тие притвори и претреси и слично. За жал, судството кај нас, меѓу другото и во атмосферата што зади ова влада, бидејќи увертира на ова што се случува сега врзано конкретно со Кочани, се сеќавате беше еден подолго време од самото доаѓање на власта на притисок врз судството, особено врз судскиот совет, но со квалификации за целото судство, дека тоа е корумпирано, дека обвинителството е корумпирано, дека се тие пречка на системот, и дека само добро работи полицијата, а демек наводно тоа све што супер ќе го сработи полицијата, демек го дури саботираат, ќе го уплескаат овие, што се разбира не е точно. Тие се во крајна линија и полицијата може да биде само асистенција на обвинителството и тоа му е по уставот и работа. И не може да скока како прле пред магаре тоа. Меѓутоа, јавноста тие работи не ги разбира најдобро и на јавноста, ја мислам дека кога ги наблюдував, си викам, овие дали е можно ништо да не научиле, бидејќи со овој проблем на непочитување на поделба на власта базичен, непочитување на тоа како функционира владење на право и правна држава, може да го очекувате од широките маси, меѓутоа не од врвните политичари. Тие треба да имаат доволно познавање, барем да внимаваат и барем да не влегуваат во отворени екскурзии, кои што гледате не ги коментираат отворено странциве, меѓутоа меѓународната заедница, амбасадорите ги запишуваат. Го кажуваат многу внимателно низ изјавите на евроамбасадорот и сите овие што доаѓаат, дека на полето на правната држава има назадување. Дека има слабости на судството, но дека има и притисоци од власта врз судството. И мислам дека они не се толку, да речам, правно неписмени, ниту па глупави, да не го знаат тоа. Мислам дека едноставно си имаат пресметано дека нив им е поважно ефектот што го имаат врз масите и потенцијалните гласачи, а најдобар дел од таа поширока публика е, условно речено, правно необразован, ги водат емоции и нормално луѓето како реагираат. За некој ќе го згазите, одма барат одмазда, одма затвор, одма да одговара. Посебно ако е од ДУИ, за кој што е направено доволно пропаганда и демонизирање со години. Тоа со ДУИ е дополнително комплицирано кај нас. Ние морам да признам дека за моје чудо мислам дека релативно долг период не го искористивме, особено на тие кохабитации во власта, да се изгради некаков елементарен степен на доверба,
И таман ќе помисли човек дека сме постигнале тука некаква кохезија меѓу заедниците, а дојде кризен момент, а одново, како се отвара раната, вие ка сте хирург, како да се тоа некоја рана што се отвара непредвидено, загноила, и вие сте очекувале дека таа е зарасната, ама тоа не е баш така и очигледно дека за некои работи, за тој степен на градење на меѓусебна доверба, треба повеќе време и повеќе напори тоа што ние вложуваме. Не, видите, ова влада, посебно ВМРО ДПМНЕ, победата на избори ја издвои јавајки на бранот на анти-дуи расположение, кое што според мене е прикриена форма на албанофобија некоја, која што политички културно е завиено во некоја анти-дуи политика и тоа е легитимно. Океј, вие ќе ги проверите на анкети како ви стои расположението, дуи подолго време во владата, создало некоја фрустрација можеби во дел од вашето гласачко тело и вие тоа го искористувате. Ама тоа треба да има одредена граница до каде искористувањето на таа емоција може да создаде вистинска омраза помеѓу заедниците. И сега, за жал, тоа е излезено од контрола. Монструмот кој што го имаат создадено на омраза, сега се станати жртви на самиот монструм на омраза кој што го изградиле во тие години и години на кампања. И затоа таа рана сега изгледа дека се отвара. Барем тој е мојот впечаток. Затоа што изградија цела стратегија на победа јавајки на тој бран. Се разбира, тоа ќе се има и колатерални ефекти кои што потоа нема да можете да ги контролирате. Лошо е што тоа го продолжуваат и од позиција на власт, кога веќе имате институционална одговорност. Во ред, додека беа во опозиција, додека Мицковски беше лидер на опозицијата. Во ред, плаши ги луѓето. Во што тоа е основна стратегија во убедување на луѓето е прво плаши ги, па после нуди им решение. Меѓутоа, кога сте премиер, веќе имате одговорност. Не можете да продолжите со истата тактика уште од првиот ден ќе ги влечеме за уши, тие се таму виновни што ни ја предизвика оваа трагедија. Затоа што луѓето ќе ви веруваат. И стварно навистина некој може да помисли дека некои албанци овде од Скопје се виновни за трагедијата во Кочани. Но тоа што мене ме прави среќен е што не помина таа приказна. Не сум чул јас од политички необоени македонци кои што ја прифатиле пораката дека некои албанци министри таму за економија се, дури ни мајките на загинатите во Кочани. Пошто ги слушав нивниот протест во саботата, ниту еднаш не спомнаа етничка припадност, ниту еднаш не спомнаа лиценца, Министерство за економија, туку точно прашува кој беше одговорен да не заштити, зошто не заштити, зошто не ни ги заштити децата. Така да, во тој дел, тоа е мојот став. Мене ми е незгодно што односно како политичар ми е страв што и обвинителството и судството не влезе во таа приказна, дали свесно или несвесно, кое што дополнително дава некаква си етничко, партиска димензија на целата приказна. Има ли начин како тоа? Повеќе се има два-три нивоа. Едно, прво да кажем, на општи план на ВМРО за жал од првиот момент настапува со тоа дека например за прашањето за судскиот совет. Ние има широка поддршка на избори и да дадам мандат за тоа. Она што вие ќе добиете избори као политика, као нешто што ќе се обидувате, не може на самите избори со тоа да се легитимира, а особено некој е противно на уставот. Значи, вие не можете да кршите уставни начела, а само за тоа што на база на некакви чувства или лесно разгорливи чувства, вклучително и овие што се од етнички карактер, сте добиле некои гласови, бидејќи кога сте не ги легитимира постапките, бидејќи секоја власт, добро рековте и сами, едно е кога
на избори ќе пробаме ова, ќе пробаме она, или ќе правиме ова, ќе правиме она. Друго е кога ќе дојдете на власт и кога сега мора тоа прво да го изведете во некоја процедура, па во законски рамки, па да покаже тоа дека, не знам, е уставно или политички издржано и правно издржано, а не само дека било популистички, дека е логично и не е одговорно некои популистички работи што ви донале поени, ајде тогаш сте ги искористиле за тоа што ви требале во таа политичка борба, меѓутоа не е одговорно сега да ги покажувате како правен основ за тоа што ќе го правите. Види, може човек и нив да ги разбере, бидејќи па сега, она што го реков преска, ако не покажат на друг план резултати, на ова привидно покажуваат, ова ви ветивме, ќе апсиме за корупција, иако тие од почеток, кога ветува дека ќе апсат за луѓето од ДУИ и СДСМ. Никогаш не рекува дека ние во принцип ќе се бориме со корупција и ќе апсиме секој што е, бидејќи има случаи на назад што ќе ги истражуваат, ама има и актуелни случаи. И борбата со корупција е правно издржана само ако нема политички бекграунд и ако нема селективност. Вие ако ја користите за политички цели, ако се гледате да се спасите себе си, за жал, обвинителството очигледно, особено по тој агресивен настап во првите месеци на ВМРО, малку застрашено. Имаше закана дека народот ќе се извади против обвинителството. Па потоа имаше повеќе закани од секаков карактер и луѓето навистина беа, тоа не е атмосфера во која што може нормално да работат. Ја и преска реков, него завршиме тој дел со јавноста во ваква средина каква што е македонската, бидејќи нормална постапка, истраги и фер судење бараат една мирна атмосфера во која што ќе се издржува само факти и согласно она што го бара кривичното право или други законски прописи, а не да му се дава насоки политички. Ние во оваа постапка очигледно е дека не само на медиумски план, туку и во самата процедура обвинителството влезе во и Министерство за внатрешни влезе во условно речено насоката што му даде политиката. И тоа не е добар пат. Па тоа морам да признам дека и јавноста лесно го препознава и со право и го коментираат сите, иако власта тука малку навистина се покажува недемократска. Коментарите што ги давам и јас или било кој други правно се директно квалификувани како ви рече премиерот, полноглавци. Некои полноглавци ќе наоѓале мане, ама они биле одлучни, бла-бла. Демек јас како да ги давам сега со некоја позадина, дека нив не ги сакам. Ја не коментирам само за оваа власт, коментирам за сите. Се сеќавате, ние влеговме во директен судир со, тој немаше никаква лична основа, со законот за рестрикции. Да. Јас сметав дека законот за рестрикции дава премногу широко поле надвор од листата што е на црната листа, домашните, особено разузнавачките агенции, да можат да ви стават репрекусии врз бизнисите, имотот и слободата без процедура. Или тогаш ви објаснувавте дека таа процедура ќе биде брза, а еве, објаснуваме дека таа процедура никогаш не е толку брза и некогаш трае и многу долго, а некогаш овие ефекти по бизнисите може да завршат и со големи репарации на меѓународен план. Ние секој ден очекуваме, например, да се донесе пресуда на арбитражата во Лондон за Казандон, а може да бидат каде што исто државата им одзема владата некои права на компаниите, а против лицата се водеше постапка, им се замразни имоти. Тој ден не знае се замразнат после 5 години. Значи, правните репрекусии се такви какви што се.
А политиката си има некои своји, меѓутоа власта нема тој сенс да си ја брка својата работа и без да прави притисок ниту врз треба да остави да си ја бркаат својата работа. Инспекторите, обвинителите, правниците, моја работа е да учествувам во таа правна дебата за сложени правни прашања, меѓу кои и ова не го завршивме. Извонредно е сложено тоа прашање за каузалитетот. Кривишното дело во конкретниот случај е очигледно срочено за некој што непосредно со ОГ едно друго ќе направи опасност, ќе стави мина на брана и така голема опасност, свесно волево, или со непосредни големи пропусти кои што може да му се припишат на вина. Овој тип на верижен карактер, бидејќи вие верижно може да одите до Дедо Ное. И не можете сега да одете така. Исто како што ако почнете така, уште полесно ќе стигнете, ја мислам, до премиерот, отколку до актуелниот премиер, отколку до некој градоначелник 3 реда наназад. И навистина, ако имало било каква одговорност за некое пропуштање во смисла со лиценци и слично, тоа сигурно не може да им се стави на товар, како што сега се прави со оваа последица директно, како учество со придонес во ова дело. Туку злоупотреба на службена... Може, ако најдат и ако не е застарена, да има некаква злоупотреба во издавањето на лиценцата или не знам какви Ама и ова што ве праша во врска со прекините годишните лиценци, па немањето во последната година. Тоа се тие, каузалниот линк треба да биде и правен и фактички, и правниот е дури покомплициран, бидејќи оди кон тоа дека има некаков и субјективен елемент, особено ако тој може да го препознаете, ако е позитивен со намера, тој полесно се докажува и полесно може и морално да издржи одговорноста и правно за така. Го прашав јас лично професор Камовски за што мисли он за ова, и он вика, многу е тешко кога и да одите толку назад и да восстановите одговорност, ако имате равенка со две непознати, бидејќи имате пропуштање, кај пропуштањето е секојаш многу поделикатно, бидејќи полесно е да утврдите одговорност ако ја нешто направам, ставам и на подметнам пожар. Пропуштањето бара друг тип на очекувана свесност и слично и нема толку директна врска и не може толку лесно да му се припише кривична одговорност на пропуштањето за таква тешка последица. И втората непозната е небрежноста. Значи, кај умислени дела, особено ако се рековме со сторување активно направени, е полесно да се восстанови ако има каузален линк. Таму каде што се работело со пропуштање и со небрежност, многу е тешко вие после подолг период и после таква да восстановите верижна врска со пропуштање. И на крај вика обвинителството, например, ке градоначелниците, тие тројца заедно направиле тоа. Тие неќе да се видат, веројатно, било у различни периоди и слично. А што е мотивот за овој пристап? Затоа што е полесно се да се стави на едно купче, за да не се разработи поединечно основот за секој од нив, дали 353, дали 292, или за да се постигне тој политички ефект дека... Мислам дека прво политички ефект, бидејќи правно, прво тешко ќе се докаже ова, второ ќе бара долг период. Видовме во крајна линија дека и овие случаи што ги спомнате во Романија и Соединетите држави, дека никаде немаме така зафаќање. Нема, по тројца, четворица имаше истражување направено. Да. Единствено во Букурешт бил министерот за здравство затоа што некои реагенси што биле користени не биле соодветни, па имало дополнително штета на здравје. Морам да признам, тука не беше окей што овој излажа обвинителот државен, излажа дека во тие случаи што ги проучувале имало ваков тип на врска и потоа под низ порталите некои новинари успешно покажаа дека со мало истражување дека тоа не било баш така и дека практично обвинителот не излажа. Та целата приказка како обвинителот преку ноќ од најлош стана добар е исто така многу проблематична, па дури на себе непотребно ВМРО се зема товар, затоа што утре секој може да им каже па како овој за кој што сте имале докази
дека е корумпиран, дека го растурил системот, го оставивте тој баш да го води, значи вие не сте сакале тој да го направи тоа како што треба. Меѓутоа тука, како да ви кажам, работите нема некако дури некогаш ни логика. Ценети се повеќе по политичкиот ефект и мислам дека на секој здраворазумски го гледа таа некоја базична идеја која што веројатно имале, а тоа е да зафатиме ваму повеќе луѓе за да ги избегнеме овие нашиве во тој каузален линк во моментот и е стварно Да, но тоа не е одржлив пристап. Не е одржливо, да. Не е одржлив пристап, ниту најмалку личи на земја кандидат за членство во Европската Унија во кој што ќе треба да одиме во детали по однос на исполнување на критериуми од поглавијата. Ја мислам дека тој дел очигледно не е во агендата. Мене тоа ме плаши кога ја проценувам кои се вистинските намери. Мислам дека од постапките се гледа дека овој дел на исполнување на очекувањата на Европската Унија, кои што се многу јасни, особено во рамки на ова владење на право, дека не се приоритет и дека веројатно нема ни вистинска намера тој процес да се интензивира или воопшто да продолжи. Како да се задоволни со ова застанување статус-кво, можам да разберам дека и на определени политики или на политичари им е добро. Тоа ќе заврши у заробена држава, како што си беше едно време квалификувана. Па ние некако искача дека цело време сме повеќе или помалку за заробена држава. Кога сме кај корупцијата, вие го кажавте тоа што јас сакав да го кажам, често ние политичарите, посебно кога сме на власт, некако се гордееме со борбата против корупција, меѓутоа за тие пред нас. Јас во тоа гледам во ред, тоа така треба, неселективно, меѓутоа тоа е и политички опортуно, пошто и ги оштетуваш политичките противници и као исполнуваш некое очекување. Вистински стандард за борба против корупција е да се бориш против тие во сопствените редови, тие што се во моментот на власт. Тоа укажува некаква неселективност. Кај нас некако поминува и во јавноста приказната дека еве ние сме хероите кои што се бориме против корупција, но против тие, другите, што не се со нас, што се против нас. Како тоа кај јавноста така лесно поминува? Зар не се гледа дека... Ја не би се сложил тоа дека поминува кај јавноста, они спомнав преска дека поминува за жал пред релативно широка јавност, која што нема високи стандарди на правна едукација и култура, ниту политичка. И мислам дека тие проценки се дека ете овие некои чекори што ги прават на штета на правната држава, им се пресметане дека ќе им донесат повеќе гласови од кои што ќе изгубат. Така што јавноста во тој смисол не е кохерентна, и впрочем така и во секое едно општество. Нормално тие кај академската јавност, интелектуалците, еден пристап, ни тоа очигледно многу не ги замара. У крајна линија, ВМРО никогаш немале силни гласачки поддршки во тој дел на популацијата. Јате они никогаш од Скопје не може да, не знам, ретко да може да победат од Центар, од Карпош. Секогаш имаат неќе сега да ова да звучи со подценување спрема, не знам, спрема провинцијата или некои рурални средини или некои приградски населби, но факт е дека во тие средини кои што се објективно не толку, да речеме, едуцирани, ниту пак со можности да видат како се живее во светот и слично, ние денеска за жал сме доста затворени, добар дел од населението, особено од младите. Немам ни можности, освен ако не одат за работа, да, условно речено, да патуваат и малку поблиску да видат
како се живее и кои се стандардите на... Професор, има ли решение некое? Например, еве ветингот, јас ќе го кажам од позиција, бидејќи ние го предложивме како концепт, бараме, инсистираме, бидејќи во ова битка против политичкиот противник, она плука и по противникот, нешто ќе се залепи, толку е интоксицирана политичката сцена, толку е загадена, да тешко ние млади луѓе да регрутираме во политиката, бидејќи едноставно како да е чума во која што не сака никој да се залепи и зарази, а тоа е резултат токму на оваа битка, овој корумпиран, тој корумпиран. И во тој лов на вештерки кој што го правиме, бидејќи стана веќе, еве гледајте ги соопштенијата, веќе во ниедно соопштение на политичките партии нема содржина, нема суштина, нема компарација на политики. Мојата политика е подобра од твојата политика. Туку ти си корумпиран, тој е корумпиран и некако впечатокот што го добиваат граѓаните се еве овие корумпираните. И ние тогаш рековме, окей, за да ја прекинеме да го прекинеме ова загадување на политичката сцена, за да не бидеме ние обвинители и суди, ајде да направиме ветинг на сите политичари. Од прв ден на независноста, на сите носители на јавни функции, не само на политичари. Тој што имал јавна функција, меѓутоа и за идните. И предложивме законско решение во кое што би требало да се оформи некоја агенција, која што ќе биде поврзана преку интероперабилност со сите институции кои што имаат некоја база на податоци за граѓанинот, конкретниот, и за да кога ќе се кандидираш за јавна функција, дали е тоа обвинител, судија, политичар, пратеник, аплицираш во таа агенција, таа те поминува низ системот, МВР, катастар, обвинителство, сите тие што имаат некаков податок, и на крај добиваш некој документ дека си го поминал тој ветингот, основниот ветинг, за да може да се кандидираш. Тоа ни беше едноставно идеја за да го прекинаме овој зачаран круг во кој што сме влезени, во кој секој секого обвинува за корупција и едноставно сме станале еден бубање, ако можам да кажам, во кој што никој не сака да влезе и да стане дел од неа. Има ли логика овој пристап и дали има начин како да работата на обвинителите остане работа на обвинителите, а политичарите да си ги компарираат политиките? Јас стално кажам дека ако се сака да се направи некој брз напредок во суството, тоа политиката може преку многу да го направи ако навистина реши да ги дигне рацете од суството и да го остави да работи по закон. Самото суство, обвинителството, мислам дека не се толку корумпирани внатре, без овие, да речам, надворешни поттикнувачи или инспиратори. Инаку, за идејата за ветинг, она сама по себе се разбира е добра. Методот е секогаш проблематичен, затоа што ние имавме лошо искуство, например, со лустрацијата, бидејќи таа исто беше селективна и се покажува дека веројатно најтешката задача е субјектот кој што би го вршил тоа. И тука, доколку се остави на некакви домашни тела, а особено ако има влијание политичките партии или собранието, преку него политичките партии, пошто мање више собранието е само инструмент на партиите на власт, што е жалосно. И тоа веројатно има врска со изборниот модел. Можеби може да се постигне со некој тело од надвор или со некој систем на, не знам, ја дури викам, веројатно во вака криминализирана средина, некакви тестови психолошки, вклучително и полиграфски тест, би бил многу успешен. И ако тој се применува, велам, доста објективно,
Се разбира, нема да биде безрешен, нема да биде идеален, но тоа е тоа. Главниот проблем е како да се објективизира, дали тука да се вклучи што е можно некаков пообјективен пристап, вклучително и полиграфот, и длабински би рекол. Полиграфот во смисла секој би Секој што поминал дојде на ова да помине низ тоа. Дали си крадал некојаш, дали си помислил на нешто, ја не знам, таму тоа си има серија на... А има такви на искуства прашања. во светот? Ја мислам дека има искуства за овие што се многу сензитивни и тоа го предвидовме и ние за агенциите за безбедност. И тоа се практикува за да навистина таму има многу ригорозен пристап, дека таму ако влезе крт имате големи штети. Да. И веројатно во светот ја не сум чул за широка примена од типот на сега иде за сите политички или за некои политички функции. Меѓутоа, не знам, за некои поважни, како министри од ресори, одбрана, внатрешни, правда, премиер и слично, мислам дека би можело да биде логично. Обвинителство, И вклучително критично. исуство обвинителство, бидејќи веламете се критични, може би ќе има некоја ниво и на некои невини жртви, условно речено, колатерална штета, но ако е точно, а точно е дека сме ние длабоко корумпирана и криминализирана средина, со ниски морални и етички вредности, кои што тоа би го превенирале, дека нема може би друг излез. Би било тоа спротивно на некои закони за приватно, или може да се вклопи во системот? Може да се вклопи за одговорни функции без проблем, исто како што се вклопи за ова за агенцијава, за Националната агенција за разузнавање. Бидејќи таа функција вас не вие, да речеме за пратеници би било веројатно малку попроблематично. Да. А меѓутоа за функционери кои што се јавуваат или се на одговорни функции, мислам дека не би имало проблем. И се разбира, тоа не е нешто многу нормално во други држави, бидејќи други држави немаат овој тип на корупција и на систем без вредности како ние што го имаме. Едноставно ја не можам да најдам друга држава во која што дебатата е на такво ниво, на пак ќе кажам на интоксицираност како што е овде. И така да мислам дека и вонредни лекови и мерки тука. Гледате и кај нас, например, не само на тоа, на многу полиња се гледа ова што во последно време е актуелно, па вклучително и од ова што го збориме со кочани. За луѓето се оптеретени дека со корупција ќе се бориме само со драконски казни, со затвори, во нормално општество. И за тие другите. Но во нормално општество тоа се само мерки што се крајно средство, ултима рацио. Не е нормално средство и вие за корупција, за работи се борите прво со нешто што го учите од како дете, од дома, од семејство, од школа, од црква, за морални вредности, затоа што луѓето не крадат и не само затоа што се плашат од казна. И затоа само зголемување на казните нема, гледате, луѓето кај нас некако од што немаат, се изгубивме во целиот тој систем и одеднашка тоа крајно средство не изгледа како единствено и прво. И луѓето веруваат во тешки казни. Што значи тоа тешка казна? Јас прво обичен човек нити знае за кои кривични дела, колкава е санкцијата, оти таму ни за едно дело, например за кражба, има ваква кражба, таква кражба, за повеќе лица, за група, за тешки последици надолку, па не надолку, па и парад збојничка, па не знам што. Значи, тоа се све еден куп работи кои што може да од релативно лесна казна, но најтешки луѓето тие работи правни фенеси нити ги разбират, може во некоја општо, некоја смисла што знаат од филмови, меѓутоа појма немаат и нема да вика нема да направам ова и ова, затоа што ме чека 7 години затвор. Појма немам колку години затвор. А и луѓето исто лесно мислат дека не знам, еве сега ова последно што беше за реакциите со Гостивар, дека 2 години затвор е многу мала казна. Оди 2 години затвор да видам како е. Секој што бил, ја не знам дали вие сте били во војска, јас сум од генерација што одело војска. Не сум бил. Сум бил во ЈНА 11 месеци. И тоа војска и затвор не е исто. Сум бил во многу затвори, бев член на комитетот за тортура. И сум бил во војска е од прилика, сега како да објасните нешто блиско до затвор, за тој што бил во војска. Во смисла дека имате ограда, не може да си бркате работи,
што ги сакате, сте лимитирани со движењето. И уопште не е тоа едноставно, а најмалку Идризово. 2 години у Идризово се многу тешки казни. И луѓето така мислат, сега за сообраќај дека малку му дале 2, и тоа од премиер до најобичен човек на улица е општо прифатено дека е тоа малку. Тие никогаш не биле во Идризово и за жал таа емпатија кон состојбите во Шутка и Идризово е посебен проблем за нас. Вклучително и ова, никој не споменува дека овие кои ги уапсија луѓето сите заедно, немаше место во Шутка и тие таму спиеле по ходници. Бектеши е 40 дена веќе во келија. Нема никаква потреба. Без да. Значи, ако тоа се прави, прво нема реална опасност да се бега. Он сам се пријави. А второ, ако се собирале некои документи, тоа документи од Министерството се земаат за 3 дена. И он не е министер за да може да... Клучните сведоци се испрашуваат ниту да го за повтори 3 дена. делото, ниту да побегне, ниту да влијае на сведоци. Значи, ниеден услов не се исполнува, меѓутоа таква била насоката. И Ете, гледате, притворот кај нас стана нормално и судиите така реагираат, што се плашат дека ќе бидат прозвани. А почнаа да ги што покажуваат ако бидат судиите. прозвани? Затоа пак врзувам со Никој не корелација. ги штити. Што ако некој хирург биде прозван? Он си ја врши работата како што научил да ја заврши. И не е важно дали е тој премиер што го оперира или е обичен граѓанин. Она Даниела што беше за предметот со сообраќајката, па ја влечка по портали цел месец. И отворија екстра постапка, оние судски совети исто се заќутеа, отвараат постапки за активни предмети за кои што не треба да отвараат, тие треба да завршат контролата врз судските постапки иде прво вертикално по правни лекови, па дури од кој ќе заврши може да се активира евентуално за некој тип на одговорност судскиот совет. И тоа гледате, тој притисок на политиката го гледаме. Има ли простор за ангажирање на странци за да ова независност се постигне? И во каква форма постои уставен законски основ Европската комисија да се вклучи некако за да ја прекине таа конекција помеѓу политички притисок, кој што сега не сакам да бидам погрешно сватен, од мој впечаток е дека не е само политички притисок, е и еден тип на конформизам кон новата политичка реалност, во кој што некои луѓе едноставно си се местат сами, се нудат на новата политичка елита. И тоа го има. Така да не ги обвиниме само политичарите дека имаат некој механизам да прават притисок. Ги го немаат. Не можам јас да се јавам никому во судство и обвинителство. Меѓутоа, тој менталитет дека сега има нова власт и ние треба да се прилагодиме е, како да кажам, тоа е пример како пак ќе земам од болниците. Кога пациентите се навикнати дека треба да даваат пари на лекарите. Никој не им бара, они сами одат им прават притисок дека треба, затоа што е создаден тој менталитет на условеност, на жртва дека треба да даваат. Исто и овде некогаш и сакаат да почастат. Нас, например, на магистерски секогаш ни носат некој вино, некој виски, кандидатите што се среќни дека ете магистрирале, завршиле. Понекогаш и на лекар која кидете исто сакате да почастите, не е тоа баш класично мито и затоа мислам и законот ја прави таа разлика меѓу адекватно поклонче што е степен на внимание. Да, но после не се знае границата до каде е внимание, до каде се знаат прилика кој ќе бидат евра во прашање или златници, се знае. Јутоа сакам да кажам во овој однос политика обвинителство е обострано. Значи и некаква очекување дека доаѓа нова власт и ние треба да се прилагодиме кон новата власт и се разбира некаква форма на притисок, меѓутоа од искуство кажувам дека кај министрите, кај политичарите постои значителна задршка некој да помисли дека може да прави притисок на судија. Не би смело да има никаков интерес судиите да им угодуваат на било кого.
За нив е тоа само проблем. Друго е што они имаат научено од искуството нивно и од претходно, дека некои суди обвинители побрзо ќе одат нагоре преку овакви, да речеме таму кај што биле политички експонирани или јавно експонирани случаи, и они ги пресудиле вака или онака побрзо или построго или што ја знам. Ако тоа го виделе и ако мислат дека тоа е начинот да оди нагоре, бидејќи секој од нив сака да напредува во кариерата, така? И ако они увидат дека тие што се вредни, а што не угодуваат, не знам, на ова и на она, и што се некорумпирани, ќе завршуваат најголема работа, ама ќе останат во место, никој нема да ги препознае, или ако ги препознае, нема да е мотивиран да ги награди. И така да се сретнуваат на средина, сакам да кажам. Не дека некој преминува премногу на таа страна со притисокот, туку се среќаваат едноставно на средина. И едните и другите. И има ли тука механизам да се прекине, например, преку странско вмешување? Не верувам. Значи, директно... Пошто очигледно дека се повторува циклусот. Не. Мислам дека, особено во судскиот систем, било каква форма на директно инволвирање на странски едноставно невозможна ни правно, политички не да размислувам. Можни се форми на поактивно, јас приметувам отсуство на поактивно контрола на она што се суди, како се суди, ОПСЕ и позначените амбасади, американската, холандската, француската, има многу повеќе контрола, испраќаат своји дури наблюдувачи на судските предмети. Хашкиот трибунал ги пренесува живо сите судења. Например, често сум кажал, зошто, например, сите некои судски процеси кои што се сензитивни за јавноста, не можат да бидат пренесени во живо, како што прави Хашкиот трибунал, за да едноставно таа конспиративност во анализа на одлуките се на тој начин се надвива. Затоа што тоа сепак дошло двеоштрици, на некој начин повторно е за самите суди е дополнителен притисок. На некој начин притисок и стрес, кога тука имате директно инволвирање и се меша автоматски јавноста премногу во нешто што е најдобро, се смета како стандард дека е најдобро судењата да бидат во мирна атмосфера, без протести надвор, без многу пишување во медиумите. И системите вообичаено прават за вакви работи, имаат, кои ќе се појават преголем интерес, контрамерки. Например, сте гледале по американски филмови дека они имаат сериозно критички пристап како да се избере породата, да не е загадена, а во случај во кој што јавноста била заинтересирана. И тоа е условно речено малку и скап спорт. И во една помала средина каде што кај нас може лесно да се вмеша и јавноста и политиката, тоа би имало, би рекол, повеќе штета од корист. Мислам дека во САД ми е најинтересно дека судиите ги бираат на избори, граѓаните ги бираат. Помеѓу двајца кандидати кои што лобираат и знаете како ние како ги измислија судските совети. А судските совети се измислени условно речено за како дополнителна гаранција за држави кои немаат богати правни традиции. Таму каде што самата држава има респект прво има степен на професионалност. Ние генерално имаме проблем со професионалност во било која сфера. Ако имате професионалност, тогаш нема ни корупција, ни злоупотреби. Ако немате професионалност, одговорност, ви немате доволно знаење правна култура, ви имате поголем проблем од нормални држави. И затоа во некои држави не се инсистира во Западна Европа на овој модел со судски совети. Таму не е проблем ни министерот од извршна власт да е начело на обвинителството, бидејќи имат подолга традиција за респект на поделбата на власта и на немешање во конкретни предмети на еден судија или обвинител. Се разбира, тоа е начелно
И не дека и таму се тие, ние гледаме по, ако ништо друго, по филмови, дека и таму системот е далеко од совршен, дека и таму има високи степени на корупција, сериозни злоупотреби и слично, меѓутоа генерално степенот на таа правна и политичка зрелост и тој респект за поделба на власта е повисок и овие проблеми ги прави повеќе исклучок. Кога бевме ова беше релативно нова појава, зашто кога полицијата не ги истражува, обвинителството не ги истражуваше полициските злоупотреби. И барајќи соодветен механизам, го измисливме овој посебно оделение за да биде дезигниран, затоа што претходно кога ги се поделеше, што гледам поинаку ги третира во фиока, и во тој проект бевме дури во неколку држави да видиме како се прави. И ја бев со една мала група, тројца бевме, со една од опсе и еден обвинител кој што е сега покоен, Војче, како се викаше. Бевме во Германија. И таму имаме можности за посети и разговори, и кои ќе ги прашате што правите вие за тие случаи што ги држат во фиока, за како се полицајци упрашани слично. Сите не гледа онака како што прашувате вие, какви се тие случаи. Нема такво нешто, држање случаи во фиока. Се разбира дека има и таму понекогаш, меѓутоа не е тоа исклучок, не е правило. Правило, не е тоа институција да го држат во фиока, за едни во фиока, за други вака и така. Професоре, пошто надминавме 1 сат, имам уште едно прашање кратко. Има ли правна можност, основа да се разгледа процесот на приватизација? Бидејќи тоа е дел од, затоа ви реков уште на почетокот дека ова е соочување на политиката со експертизата, па некои теми кои што ние ги промовираме во јавноста, чисто да ги соочам со експертизата. Сметајќи дека во оваа дисторзија на државата, општеството, корените ги има дел и во приватизацијата која што се случила во 90-тите години, има ли некаков основ да се разгледа дали да се извлечат политички поуки од неизе или правни некакви заклучоци? Па ја мислам дека тоа би било губење време. Ние генерално имаме проблем, наместо да одиме напред, што се враќаме на стари проблеми. Например, случајов сега со името. Го прежаливме името, сега одново губиме време, сме стигнале до негде, го прежаливме заради тие некои процеси, НАТО едно друго, за Европа. И го враќаме сега пак. Значи, изгубиме 20 години за едно исто, нешто што не се добри тие работи. Значи, враќање сега назад во 90-тите приватизацијата на Бранко, на Јане Милјовски, па Јане Милјовски е почина 20 години. Бранко е политички мртов исто одамна. Правно е тоа невозможно заради застареност, бидејќи еднаш кој ќе ви застари дело, не може ништо да го оживее. Можете во иднина, ако сакате да некои ранливи работи од аспект на корупција, некои дела, да ги направите со подолгорочна одговорност, да ги предвидите да не застаруваат тие дела толку брзо. Меѓутоа, дела што се застарени, меѓународното право за човекови права као стандард не дава застарено дело да се оживее. Ме разбирате? Така што тоа мислам дека би било поуки секако. Поуки треба да се излекуваат, може да се прават анализи, кај биле грешки, што било грешка, меѓутоа нема да има голем ефект, а особено не може да имате некаква дополнителна правна разврска на тие проблеми. Мислам дека ние толку заглавивме со работи што сме ги поминале, а не би имале, да речеме, ефект да се враќаме наназад. Подобро би било по мене да се фокусираме на она што не очекува, па и овие конкретни да речем проблеми во кои што сега сме заглавени, да ги надминеме можеби побрзо со цел да
да се отвориме за предизвиците што не се вистина битни, а такви има многу. Ја мислам дека владата многу време изгуби и со кочани, и со разни будалаштини од типот на овие што ги правеше со судството. Мислам дека ќе беше за нив поисплатливо ако се зафатија со вистинските предизвици на ниво на вработување, економија, проекти, бидејќи во крајна линија правда е правда, ама не сите сакаме леп на маса некој треба да стави и треба да го заработи, никој нема бесплатен ручек, не постои. И би било добро да се фокусираме малце Тука мојот став, нашиот став е, го кажав и пред некој ден јавно, избројав колку изборни процеси сме имале во последните 20 години. Сме имале 14. Значи претседателски, парламентарни, референдум, локални. Значи сме имале избори на секои 17 месеци. И сега пресметајте, 3 месеци пред, 3 месеци после избори, тоа се 6 месеци изгубени месеци, во кои што ниту политичарите носат некакви си реформски одлуки, тешки одлуки, обично се парализира целото општество. Значи на секои 17 месеци сме имали избори. Единствена шанса да имаме 4 годишен прозорец без ниту едни избори после 20 години е доколку би имале предвремени избори сега во октомври. Тогаш наредните избори би биле 2029 сите 3 во еден ден. И претседателски, и парламентарни, и локални. Тие 4 години ние би можеле да ги отвориме и да ги затвориме поглавијата и заедно со Албанија и Црна Гора да направиме пробив. Бидејќи има едно такво ветување и новата комисија и Европскиот совет дека до 2030 првите земји од Западен Балкан ќе влезат. Значи едно усогласување на циклусите со Европската Унија, ние да имаме 4 години без прекин, без ниедна кампања, без ниедна дистракција. Правиме уставни измени, ги отвараме поглавијата, за 4 години мислам дека можеме да ги затвориме ако е навистина реформска влада. Добиваме покана 2029 можеме да идеме на 3 изборни циклуси во еден ден, меѓутоа тоа е наш став кој што го заговараме. Во секој случај сакам да ви се заблагодарам за учеството на овој подкаст. Сакав да наметнам една нов пристап во кој што политичарите помалку ќе зборат, туку ќе прашуваат. Ја лично би го поддржал ова ако една ваква агенда која што е со јасна цел да се направи исчекор во евроинтеграциите, во крајна линија ја верувам дека и сите овие прашања што очигледно сами не може да ги решиме, врзани со правната држава и владење на право, дека делумно ќе се решаваат чекор по чекор со процесите на асоциација и евентуално со влегувањето во Европска Унија. Нема преку ноги да се решат сите, но тоа мислам дека ќе може да се забрза, меѓутоа и одма би се потпишал на таа агенда, јас лично. Меѓутоа инаку ќе влеземе во зачаран круг, пошто ако нема сега предвремени избори, ќе има во наредната година. Јас се плашам дека сме веќе влезени во зачаран круг. И тоа што можам да го препознам од реториката на оваа влада е дека тие вакво нешто нема да прифатат, бидејќи се цело време свртени кон назад, кон македонецот, кон тоа правдите, неправдите. На никој не му е гајле за неправдите кон македонците или кон било кој други. Ја разбирам дека тоа може да е и така, не викам дека не е, меѓутоа не е тоа прагматично. Тоа се плачки, на кого му е гајле за тоа. Сите си гледаат своји интереси, гледате Америка, вака така многу очекуваме стратешки партнер, си гледа своите интереси, нив прво за нив, па после за нас. Вклучително и тоа со листите да не ги прават за нас сигурно. Да. Така што мора човек да биде власта, особено има од таа одговорност историска, затоа што историјата утре ќе покаже дека ова биле години на застој. А времето на никого не чека. Времето не чека на никого и
И стално е гази. Ние сме и така оддалечени. Бев во Германија со еден бугарин што е таму професор и беше после председател на нивниот врховен суд касационен, Лазар се викаше, и вика, си правиме муабет. И у Германија, во институт за кривишто. И он ми вика, си правиме муабет како се они далеко од нас. И ми вика он, према нас да идат германциве нема да ги стигнеме. Ама ете бугарите отидоа напред. Во тоа време 90-та година бевме отприлика ние пред нив. И сакаше да каже дека никој на никого не чека, така и ние, и тие математики што се прават заедно со овие, заедно со ние да стигнеме побрзо. Тоа што другите стигнале или што некој друг касни, нема никаква директна поврзаност со нас. Ова што Албанија ги продолжи, ние не ги продолживме, ќе има сериозни последици од една причина. Затоа што на Европската Унија не го гледа регионот како поединечни држави, како регион. И доволно е да има неколку позитивни примери за да може да си ја продава приказната дека еве Балканот се движи. Додека бевме сите заглавени, таму имаше одредена паника. Регионот е во застој, таму можеме да имаме странски влијанија, туѓи влијанија и така натаму. Сега во Брисел има одредена релаксираност затоа што Црна Гора оди добро, има одредена закочено сега со новата влада, Албанија си ги отвара, мислам дека 4-то поглавје има стигнато, нас буквално ќе не заборават. Ќе не заборават и ние без тој процес на движење, ние ќе имплодираме внатре. Ќе имплодираме како систем на вредности. Заробена држава, блокирана економија. Имав еден говор во Лјубљана пред некој ден, викам, нашите граѓани на ова не реагираат со протести, туку со пасоши. Ги зимаат пасоши на соседни држави за да станат за да станат дел од Европската Унија и на крај ќе имаме еден парадокс во кој што земја надвор од Европската Унија ќе биде со граѓани во Европската Унија, меѓутоа не наши државјани. Меѓутоа тоа е друга тема, јас денеска не сакав да разговарам за таа тема, да се фокусирам повеќе на овие прашања кои што мислам дека дадовте одговор. Уште еднаш сакам да ви се заблагодарам за можноста и ќе го продолжиме разговорот во нека друга прилика. Благодарам. Со задоволство. Благодарам.